повеќето градови во Република Македонија не еден ден, не една недела, не еден месец, туку 365 дена во годината живеат во канцероген облак и оној момент кога опозицијата ќе помисли дека треба да го одработи она заради кое што го ја зема платата и ќе побара од мнозинството сите заедно да превземеме нешто во врска со тоа, наместо конкретни резултати, вие имате позиција која што бара виновник во опозицијата. Криви се сите овде, освен тие кои што 10 години владеат. Меѓутоа, ако малку се загребе под површината, ќе стане јасно дека ова е најубавата прилика која што може да го покаже не цивилизацијскиот јаз, туку цивилизацијската дупка помеѓу владеачкото мнозинство и опозицијата во оваа држава. Владеачкото мнозинство на оние резултати кои што ги покажуваат мерните станици, кои што велат 19,9 пати повеќе од максимално дозволената количина P10 и 25 честички, вели дека сите мерки се превземени, замислете, но опозицијата ќе искористи оваа прилика да ви го покаже својот однос кон оваа тема. Ова е одговорноста на која и начинот на кој што мојата партија и нашата коалиција гледаат на овој проблем. За разлика од вас. Загаденоста немаше да биде помала ако не се исечеа 47 дрва во дворот на Уким. Ама немаше да се препознае дека ова собрание, како и власта во Македонија, глуматарат институции. Немаше да биде навистина јасно дека во ова собрание навистина се произведуваат закони и прописи, но во Македонија има власт која што делува над законите. Сите институции, сите закони, сите прописи се обесмислени од страна на ВМРО, ДПМН, ДУИ и сите членови на таа коалиција. Станува нејасно тогаш што е тоа со кое што се занимаваме ние овде. Во чиј интерес работиме? Зашто земаме плата на први? Зашто ја трошиме оваа струја која што ја плаќаат граѓаните овде? За да им речеме дека е во ред да живеат на воздух кој што е 20 пати позагаден од она кое што е пропишено со закон? Не, господа. Тоа што е недозволена количината, значи дека таа е забранета, а тоа што е забранета значи дека е отровна. А тоа што е отровна значи дека е опасна по живот. И ние носиме одговорност во врска со тоа. Ама гестот, наместо превземање мерки и почитување на регулативата, е кукавички, злосторнички чин во 2,5 ноќе, со кој што сигналот кој што се испраќа е дека мнозинството во оваа држава ќе прави тоа што сака и точка. Јас нема да верувам на ниту една превземена мерка на ова мнозинство. Зошто? Заради тоа што ако имаме овде господин премиер, кој што на телефон го слушаме дека порачува шамари, а овде седи и лаже дека не ги порачува шамарите, тоа значи дека може да лаже дека има и филтер на Макстил, тоа значи дека може да лаже дека и клинички центар е префрлен на газ, тоа значи дека може да лаже дека гасификацијата ќе се случи и така натаму. Јас нема да верувам заради тоа што сите политики и мерки што се превземаат по ова прашање се спротивни, обратни од процесите кои што треба да ги живееме. Се забетонира сите зелени површини заради тоа што оваа власт е погребално предпријатие кое го интересираат само парцели и надгробни споменици.
Наместо да се инвестираат 37 милиона евра во трамвај, заради тоа што со ИПА фондови, проектот кој што чинеше 257, можевме да го направиме само со 15% учество и тоа на 20 години отплата. Ние решивме да потрошиме 57 милиона за нови автобуси кинески кои што ќе работат на нафта и тоа исплатени веднаш и во кеш. Ова е мнозинство која што ја сотре шумата на водно, ја помести градежната линија. Ова е мнозинство кое што наместо да работи на благосостојбата на своите граѓани која избрале за собствени чиновници тоа да го прават, ја интересираат само профити и провизии. Овој однос не е само неодговорен и невкусен. Тоа е фашистички однос кон своите граѓани. Во Скопје се случи комплетно превртување на урбанистичката пирамида која што требаше да обезбеди квалитетен живот. Тоа го правевте што од неукост, што од интерес. Ако во урбанизмот неговото височество пешакот треба да ја има најважната улога во сообраќајот, па по него требаше да биде неговото височество велосипедистот, па потоа на трето место да биде квалитетниот јавен превоз кој што треба да ги попишмани граѓаните да користат собствени возила, вие најголем простор обезбедивте за моторните возила, а при тоа овде е место и да се спомене дека заради ситни политички поени дозволивте увоз на над 190.000 возила стари, од кои што Европа се... Колеги, ве молам за тишина, ве молам, бидете коректни. Заради тоа што беше тоа нивни еколошки отпад. Почитувани граѓани, Скопје имаше катастрофален земјотрес 1963 година. Овој земјотрес однесе 1100 жртви. Оваа власт, според статистиките на Светската здравствена организација и Светската банка, овие политики одземаат 1350 луѓе животи на луѓе годишно. Тоа знаете како изгледа во превод? Оваа власт предизвикува елементарна непогода рамна на еден земјотрес секоја година, и тоа поголемо од оној од 1963 во Скопје. И потоа нема да се иселуваат луѓето, ќе решат да останат да живеат во канцерогениот облак и нема да приговараат на тоа дека вие им велите дека сите мерки се превземени и ќе се согласат и ќе ве пофалат за тоа. Мојата конструктивност сакав да ја покажам не бавајќи се ни една секунда со политики. Предложив 3 амандмани кои што ќе ги подобреа состојбите во оваа сфера. Ни еден не прифатив. Предложив да се одвоја 2 милиони евра за депонија во Тетово. Отфрлено беше. Предложив да се потрошат 2 милиона евра за безбедни зони за пешаци и стази за велосипеди. Се одби и тој амандман. Предложив да се стартува барем проектот трамвај и тоа беше отфрлено. Владата се залага за тоа дека ќе развивала туризам. Кој црн туризам ќе го развиваме во отровно Скопје, во отровна Битола, во отровно Кавадарци, во отровно Тетово. Шарпланина е таму, но треба да се стигне до Шарпланина. Затоа, почитувани граѓани, јас и натаму ќе останам на тоа дека сиот однос кој што е манифестиран по ова прашање покажува само дека ние сите заедно сме жртви на една злосторничка политика од страна на едно злосторничко здружение
на кое окото не му трепнува Благодарам, на амбиенталниот благодарам. воздух во кој што живееме. Благодарам. Господин Стевананджија Димитар има реплика. Повелете. Почитувана македонска јавност, после 2 дена празни политички говори, ќе остане една теза која што граѓаните на Република Македонија ќе ја запаметат и која ќе ја потврдат. А таа е дека конечно на опозицијата и текна дека треба да одработи нешто за да земе плата. Сите оние административци, сите оние припадници на Министерството за внатрешни работи, професори, доктори на науки, сите оние кои што одделувале дел од своите придонеси од даноците за колегите од Социјалдемократскиот сојуз 18 месеци да земаат плата. Сите оние 550.000 граѓани, сите оние кои што земаат плата, а според колешката Софија Куновска се лудаци, лопови, психопати, понављачи, бездушници, злосторници, манијаци, клептомани, скотови, зверови, гадови, гниди, штетници, сатрапи, ова не знам што значи, багра, уличари, глупаци, богајли, ваков збор нема во македонскиот јазик, бездраници, сите вие почитувани 550.000 граѓани, сите оние кои што одделивте 640.000 евра за 18 месечни плати за 32 пратеници на Социјалдемократскиот сојуз, сите вие сте биле заедно едно во се. Бидејќи во дискусијата на колешката Куновска немаше ништо конкретно однос на загадувањето на Скопје и на Република Македонија, освен чиста политика, јас ќе кажам само еден факт. Владата на ВМРО ДПМН до овој момент засадила 30 милиони садници во Република Македонија. Тоа е околу 900.000 пати повеќе од тие 47 дрца кои што патен вчера студентите од Финки и Факултетот за физичка култура трикратно ги надоместија. Тоа е тоа кое што е дел од акцијата "Засадија својата иднина". Организација и манифестација која Социјалдемократскиот сојуз со сите сили се обидува да ја минимизира и да ја бойкотира. Сите ваши членови, сите ваши поддржувачи по едно дрвце да насадеа, денес многукратно ќе ги надокнадевме оние 47 на местото каде што треба да никнат новите згради за двата факултети, каде што студентите треба да добиваат подобри услови за работа. Тоа е колешка Куновска, како ние се бориме против загадувањето и кои се мерки ги придонесовме. Со тие 640.000 евра, кои што ви текна дека треба да ги обработите, ќе купевме можеби уште 5 милиони садници и заеднички ќе ги посадевме во интерес на нашите деца и на генерациите во Република Македонија. Ви благодарам.